Драги сограѓани, почитувана јавност. И овие избори имаме поразителни резултати за демократските капацитети поради нечестната политичка игра која оркестрира владеачката партија. На нашите членови и кандидати им се ветуваат откази, емотивно се злоставуваат нивните семејства, физички се заплашуваат нашите поддржувачи. Обидите за саботажа на општото гласачко тело одат во недоглед. Во надоградба на позадинските тактики на владеачката партија, владени функционери го користат интегритетот на својата позиција да дискредитираат наши кандидати. Министерот за правда Бојан Маричич ја користи својата владина позиција да дискредитира наш кандидат и ги таргетира социјално ранливите категории од населението во полза на партиската политика на СДСМ. Тој е слободен од срамот од злонамерната политика на СДСМ кон ромскиот народ кој го маргинализираат. Во посета на Шуто Оризари наменски го дискредитирал нашиот кандидат за градоначалник Тефик Махмуд како некој кој го познава и дека на жителите не им е потребен градоначалник кој убаво зборува. Во секоја етичка рамка е злоупотребата на владините функции за манипулација со ранливи категории од населението. Згоре на се, етерот постојано се труе со приказки против левица, иако ние сме парламентарна партија година дена и потполно некомпромитирани. Тоа го прават структури кои се дел од проблемите, а не од решенијата во сите области од живеењето. Нашите кандидати за градоначалници се тоа што е нужно за заедниците во кои ги кандидираме. За општина Центар го нудиме совршеното решение во архитектот Андреа Јанков. За кисела вода, Јулијана Штрковска-Коларич, која има долгогодишно искуство како внатрешен ревизор, за да се справи со долгогодишното несовесно водење на локалната самоуправа. За Карпош, Дарко Ристовски, информатичар со безпрекорни менаџерски способности за една од најбогатите општини во градот и во државата. За Ѓорче Петров, Александар Димитриевич, адвокат со внатрешен компас за праведност во нерамномерно развиената општина. За аеродром Весна Кираџиева, атлетичарка за најспортската општина која не дише под бетонскиот саркофаг. За град Скопје го поддржавме Петар Георгиевски камиказа, човек со визија за метропола. За Велес, Златко Арсов, професор на земјоделскиот факултет и тоа што навистина им треба набелешени. Најпосле за Шуто Оризари, сладкоречивиот магистар од Оксфорд, Тефик Махмуд, од кој ги заплашуваат граѓаните. Има некои кои убаво зборуваат, има некои кои убаво ветуваат. Градоначалникот во заминување, Петар Шилегов, вети пробивање на мост кој ќе ги спои Ѓорче Петров со булеварот и Линденска, но тоа не се случи. Вети гасификација на градот, но градот не е гасифициран. Вети дека излетничкиот центар на езерото Треска ќе биде реставриран и вратен во надлежностите на градот, но го распродаде. Вети казнување на загадувачите и засилени инспекцијски контроли, но никој не е казнет. Вети град без смог до 2021 година, но Скопје не дише. Вети визија за престолнина која ќе има зелен карактер, но Скопје е бетонирано. Вети уредување на просторот кај Скопскиот аквадукт, но го претвори во депонија. Вети реновација на универзалната сала, па тргна да ја руши. Вети уредување на нов градски парк со ботаничка градина на потегот од спортскиот центар Борис Трајковски до Карпош 4 по течението на Вардар, кој никаде го нема. Вети пренекјувалишта за бездомниците како едно лажно бесрамно ветување. Вети пристапност за движење на лица со инвалидитет и рампи на сите институции, но потврди. Вети спречување на градежната мафија, но добивме хармонија помеѓу мафијата и локалните власти. Вети пробивање на булевар по тврдината Кале, но и тоа се додаде како едно во низата лажни ветување. Нечестноста сепак е заедничка карактеристика во широката коалиција помеѓу владеачката партија и лажната опозиција. Затоа Левица вчера на 5 октомври поднесе приговор за поведување постапка за утврдување на законитоста на финансирањето на изборната кампања на независната кандидатка за градоначалничка на град Скопје Данела Арсовска до Државната комисија за спречување на корупција поради постоење на основано сомневање дека ја финансира изборната кампања, тоест
противзаконски користи поголеми буџетски средства и рекламен простор во печатените електронските медиуми спротивно на изборниот законник. Имено, се сомневаме дека пријавената ги користи буџетските средства и рекламниот простор кои што согласно изборниот законник и припаѓаат на коалицијата Обнова на Македонија. Иако и двата субјекти де јуре и де факто немаат склучено званичен писмен договор за коалиција, а сам доказ за тоа е дека Даниела Арсовска настапува под реден број 82, а коалицијата Обнова на Македонија под реден број 7 на гласачкото ливче. Ова се правилата на игра кои партиите послушници на олигархијата ги имаат втемелено како природни и со нив баратаат за да го задржат превезот преку очите на народот. Тоа ни е јасно нам, тоа е јасно на јавноста. Кога луѓето се прелажени и исплашени, тогаш тие победуваат. Токму затоа постојано имаме мала излезност на изборите, затоа што тогаш тие победуваат. И ништо друго не смееме да очекуваме од нив, освен дека ќе продолжат со вакви патолошки однесувања. Само преку поголема вклученост на граѓаните во демократскиот процес можеме да ја возобновиме политичката култура и да се ослободиме од канџите на големите партии.